Господине Басри Байрами, за ова зборувавте вие во вашата дискусија, нели? Токму за ова што сега се случува во собраниево. Имате реплика од колега пратеник на вас, ама председателот на собрание, искусен пратеник, му кажува што требало да каже пратеник. Имаш реплику на Басри Байрами, оставите ја што зборувам. На Басри Байрами одговорим, а ја што зборувам, не можете мене да ви реплицирате. Не зборев ја. Басри Байрами како искусен пратеник, се надевам дека знаете дека согласно член 85 став 1 вели дека председателот на собранието се грижи говорникот да не биде прекинуван или со друга постапка да не биде ограничуван во слободата на просторот. Го знаете тоа, господине Басри Байрами, нели, како искусен пратеник. Затоа ја сега сакам да ви го повторам на вас, затоа што тука имаме коментари, анкети, анализи на она што зборуваме ние, се вклучуваме кога сакаме, излегуваме одговор кога сакаме, ама сето тоа подскриени зад некој член на деловникот, кој што, ама баш буквално не ни дава право да се однесуваме така. Да се вратам на темата за која што зборуваме. Рековте дека бараат подршка од сите албанци, но ги губат подржувачите. Ке ги губат доправа, затоа што флоскулите кои што ги употребуваат граѓаните ги видоа. Да се заскриваш зад европско движење, Европски фронт, господине Басри Байрами, тоа граѓаните го гледаат, затоа што на албанците во Тетово тие 200 фамилии, односно 200 ученици кои што се иселени, европското движење и флоскулите кои што ги кажуваат декларативно нема да им помогнат. Тие луѓе се иселиле од мака. А зошто се иселиле? Затоа што таму имаше власт на дуи долги години. Сега, кога се смени власта, кога почнаа да размислуваат албанците на начин на кој што сакаат да размислуваат и со сите притисоци кои што се случија во Тетово, треба да се бара нови пријатели, нови подржувачи, за кои што до вчера фрлаа со дрва и камења. И сето тоа точно, господине Басри Байрами, е за да се заскријат, да купат некое време, да го издишат притисокот, да ги зачуваат фотелите. Ама нема да трае многу долго доколку навистина се случи. Затоа што има паметни луѓе и во нивните редови. Затоа што реакции почнуваат да се јавуваат и од нивни партиски структури. Тоа е тоа што демократијата го носи. За жал, касниме во годините, меѓутоа можеби некогаш ќе почнат да се реализираат одредени процеси. Дали владењето на правото, борбата со корупцијата, заштитата на животната средина се дел од Европскиот фронт, тоа треба да биде основно. Ама за жал, тоа кај нас, почитуван колега Басри Байрами, не се случува.